Добар ден, ученици. Добре дојдовте во Е-училница по предметот Химија за 9-то одделение. Јас сум наставник Снежана Михајловска од Основното општинско училиште Мирче-Ацев, Скопје. Денешната наставна содржина е запишување хемиски равенки. Целите на часот се да ја користиме валентноста за пишување хемиски формули и при тоа да составуваме хемиски равенки со помош на хемиски символи и формули. Во јазикот на хемијата, буквите се всушност хемиските символи на елементите, зборовите пак се хемиски формули, а додека пак речениците се хемиските равенки. Хемиската равенка представува краток, односно кус запис на хемиската реакција. Досега, искуството ни кажува дека хемиските равенки ги запишувавме со помош на текстуални равенки, меѓутоа постои интернационален начин на запишување на хемиските реакции со цел да се разберат меѓусебно сите хемичари во целиот свет, односно, еве го начинот на запишување на хемиските равенки, со тоа што имаме една општа реакција А плюс Б се добива С плюс Д, каде што реактантите ги запишуваме на левата страна од стрелката, а додека пак продуктите ги запишуваме на десната страна од стрелката. Стрелката која што ја забележуваме во самата хемиска равенка е онаа која што ги раздвојува реактантите од продуктите, меѓутоа ја покажува насоката на течење на реакцијата. При запишувањето на хемиските равенки се користи валентност за правилно и точно запишување на хемиските формули. Некои елементи имаат променлива валентност и затоа мора да се запише валентноста на елементот во даденото соединение. Но, има елементи кои што имаат постојана валентност, односно валентност која што не им се менува, и при тоа нема потреба да се запишува валентноста во називот на самото соединение. За валентност имаме учено во претходните часови и валентноста секогаш ни служи за правилно и точно да ги запишуваме хемиските формули, а при тоа валентноста се запишува со римски броеви веднаш горе над самиот хемиски символ. Ќе го разгледаме првиот пример. Во првиот пример ја имаме да ја представиме следната хемиска равенка. Водород и кислород меѓусебно се сврзуваат и при тоа се образува вода. Сега, треба да представиме текстуална равенка, односно, текстуалната равенка треба да ја запишеме на следниот начин. Бидејќи ни е напоменато дека водород и кислород меѓусебно се сврзуваат, тоа значи дека водород и кислород представуваат реактанти, па ги запишуваме лево од стрелката. Понатаму вели дека се образува вода, што значи водата представува продукт. И бидејќи е продукт, во самата текстуална равенка, водата ја запишуваме како продукт од десната страна, односно веднаш после стрелката. Што значи ја добиваме следната текстуална равенка. Водород плюс кислород се добива вода. Значи водородот и кислородот се реактанти и затоа нивните називи се запишуваат лево од стрелката, а на десната страна го запишуваме називот на продуктот, а тоа е водата. Запишувањето на хемиската равенка пак со помош на хемиски формули ќе гласи вака. Односно, од самата текстуална равенка која што ја запишавме претходно, сега користиме хемиски формули со цел да ја запишеме хемиската равенка. Каде што вели водород, ние запишуваме H2, значи се работи за елементарна проста супстанца водород, плюс кислород,
повторно имаме елементарна проста супстанца кислород, која што ја запишуваме O2 и вели се добива вода, што значи водата ја запишуваме со хемиската формула H2O. Значи хемиската равенка со помош на хемиските формули е H2 плюс O2 се добива H2O. Во вториот пример имаме: ако на раствор од натриум хидроксид се дејствува со раствор од хлороводородна киселина, се добива натриум хлорид и вода. Текстуалната равенка ќе ја запишеме на следниот начин: натриум хидроксид плюс хлороводородна киселина се добива натриум хлорид плюс вода. Значи дека натриум хидроксид реагира со хлороводородна киселина и во нашава ситуација се работи за реактанти. При тоа, значи при оваа хемиска реакција се добива натриум хлорид и вода, што значи дека тие представуваат продукти и ги запишуваме десно од стрелката. Што значи на десната страна ги запишуваме називите на продуктите, а тоа се натриум хлорид и вода. Запишаната текстуална равенка сега треба да ја запишеме со помош на хемиски формули. Значи натриум хидроксид го запишуваме како NaOH. Плюс хлороводородна киселина ја запишуваме хемиската формула за хлороводородна киселина, а тоа е HCl. Па велиме се добива натриум хлорид, значи сол, односно NaCl и плюс вода плюс H2O. Значи хемиската равенка со помош на хемиски формули гласи NaOH плюс HCl се добива NaCl плюс H2O. Третиот пример да го разгледаме. Имаме реакција каде што железото реагира со бакар 2 сулфат и при тоа се добива железо 2 сулфат и елементарен бакар. Текстуалната равенка и равенката која што е составена од хемиски формули на оваа реакција ќе ги запишеме на следниот начин. Она што може да забележиме во овој пример, значи имаме загради во кој што е нагласена валентноста на металот. И мораме да внимаваме при запишувањето на хемиските формули за нивно правилно пишување, затоа што веќе ни се дадени самите валентности. Значи во ситуацијава реактанти ќе ни бидат железо и бакар 2 сулфат, а додека како продукти се железо 2 сулфат и бакар. Ако сакаме да ја запишеме хемиската равенка со помош на хемиски формули, тогаш ја запишуваме на следниот начин. Железо ја користиме хемиската формула Fe плюс бакар 2 сулфат го запишуваме како CuSO4, со што нагласуваме дека бакарот овде е двовалентен. Се добива железо 2 сулфат, значи ја пишуваме точната хемиска формула за железо 2 сулфат, а тоа е FeSO4 и плюс бакар. За дома имате за задача да напишете равенки со тоа што ќе бидат составени од хемиски формули на следниве реакции. Во првиот пример ви е дадена следната текстуална равенка. Тоа е литиум гори во атмосфера на кислород и при тоа образува литиум оксид. Во вториот пример имате за задача да напишете равенка со помош на хемиски формули, каде што треба да ја запишете следнава текстуална равенка. Јаглерод моноксид се образува кога јаглерод согорува во недоволно количество кислород. Ви благодарам на вниманието.